Внимавајте каде се движите. Топлото време е причина за појава на змии. Ги има на тримпатеката, но и на помалку фреквентните места. Од службата за итна медицинска помош велат дека располагаат со доволен број противзмиски отров, односно серум, и се подготвени да интервенираат доколку некој граѓанин го побара тоа од нив. Апелираат до лицата на кои што ќе им се случи да бидат каснати, веднаш да се јават на лекар и да го примат противотровот. При каснување настанува реакција на организмот. Токсините предизвикуваат анафилактички шок. Или, кажено со попрости зборови. Прво се јавува вртоглавица, губење на свест, паѓање на притисоко, промени во работата на срцевата акција, фибрилација и смрт. Не дај Боже. Доктор Иче вели дека постои разлика во кој дел од телото ќе биде каснето лицето. Доколку убодот е во екстремитетите, противзмискиот отров може да се прими во рок од 1 час. Ако каснето на рака, на нога, тогаш лицето има време покрај познавањето, општото познавање, да го сопре крварењето. Во никој случај друго лице да не му помага да ја влече крвта со уста. Бидејќи другото лице може да има кариозни заби. Пак имаме друг проблем. Значи другото лице, отрова ќе се пренесе на другото лице. Најбитно е надкаснувањето на змијата да се направи преврска, дали со рака, дали со импровизација, со што било, дали со завој и така натаму, змијскиот отров да не се повлече со циркулацијата према срцето и виталните органи. Но доколку каснувањето е на пределот на главата или вратот, серумот треба да се употреби во рок од најмногу половина час. Ако лицето е каснато во пределот на вратот и на главата, тогаш настанува класичен анафилактичен шок. Значи времето се брои со минути. Додека да дојде до најблиската амбуланта. Дали итна помош, дали општа болница, тоа не е битно. Бидејќи во најлош случај смртта неминовна. Лекарите препорачуваат после каснувањето од отровница лицето што помалку да се движи и да не се прават манипулации со него, за да не дојде до губење на свеста.